Добар ден, почитувани. Започува уште една нова Телма амбуланта. Пубертетот започува со развој на првите полови карактеристики, а завршува со половата зрелост. Штом детето влезе во пубертет, родителите забележуваат како постепено почува да се менува заедничкиот однос. Детето кое до вчера се гушкало и милувало, одеднаш бара независност. При тоа е важно да се знае дека се работи за природен процес кој што не може да се избегне и е потребно да се разработи една убава тактика, стратегија за што полесно да се преброди, односно да се преживее периодот исполнет со пубертетски турбуленции. Но оваа тема денеска ќе зборуваме од два аспекта. Во емисијата ни гостува доктор Митка Тренчева, педијатар, од ПЗУ доктор Митка Тренчева, а исто така тука е и Радмила Живановиќ, психолог, психотерапевт од психотерапика. Останете на Телма бидејќи следува навистина интересен разговор. За време на пубертетот момчињата и девојчињата се менуваат психички и физички. За овие промени денеска зборуваме со доктор Митка Тренчева, педијатар. Добар ден, докторке. Добар ден, благодарам на поканата во емисијата. И Радмила Живановиќ, психолог, психотерапевт. Добар ден, Радмила. Добар ден, Марија, ти благодарам за поканата исто. Денеска имаме една интересна тема, ќе ја разработиме два аспекта кои што се тесно поврзани, психолошкиот и физичкиот развој на децата за време на пубертетот. Докторке, кога треба да влезат во пубертет, што е нормално денес со оглед на тоа дека се поместени границите кон надолу? Така е. Точно во денешно време, односно низ вековите, почнувањето на пубертетот е се порано и порано, кое што се смета дека и настанува заради одна општа благосостојба и подобро здравје кај популацијата. Така да за денеска се смета за нормален започнат пубертет кај девојчињата меѓу 8-та и 11-та година, а додека кај момчињата од 9-та до 13-та година. Значи, девојчињата порано влегуваат во пубертет со момчињата. И пубертетот го карактеризира, тој уствари еден бурен период во развојот на децата, каде што постепено и со сексуалното созревање детето поминува и во возрастна особа. Настануваат физички промени, кај дечињата во тој период настанува и забрзан раст, како и емоционални промени. Од физичките промени кај девојчињата, нормалниот пубертет, го означуваат растењето на градите, кој што може да биде во првата 1 до 2 години, кои што растат може еднакво, симетрично или поединечно и едната градичка да расте, другата да останува и да задоцнува, меѓутоа тоа е ненормално. Значи, растењето на градите, потоа го следи и растењето, појавата на пубичната влакнатост, која што се должи на андрогените хормони, делумно и од супрареналната жлезда, кои што се потоа прошируваат и под аксилите. Девојчињата исто трпат и промени на кожата, добиваат мозолчиња, а во исто времено почнуваат и интензивно да растат. Потоа може кај нив и растењето, поготово во тој период може да биде забрзан растот, за разлика од порано, кога растеле и по 5-6 сантиметри кога биле како деца. Во овој период на забрзан раст може да едно девојче да порасне и на 10 сантиметри, а завршува пред пројавата на првата менструација, може да се појави некаков секрет на векичките, меѓутоа тоа не е некоја ненормална појава, која што кратко трае и завршува. А самото пубертетно зрење, односно секундарните полови карактеристики кај девојчињата завршуваат со појавата на првата менструација. А како изгледа кај момчињата? Кај момчињата рековме дека пубертетот настанува малку подоцна година, од 9-та до 13-та годишна возраст, и кај нив е карактеристично дека почнуваат да растат полните органи, тестиците, па потоа расте и полниот орган и се јавува типичната машка длакавост, прво пубично, потоа аксиларно, потоа се проширува и по другиот дел на телото, на градите, позади грбот може. Потоа се појавуваат мустаките, брадата. Промени исто така и во потните жлезди имаат веќе поинаков мирис, исто тоа се случува и кај девојчињата. И мозолчињата се исто така карактеристики и во овој период кај момчињата.
се појавува и промена на гласот заради развојот на ларингсот. Момчињата исто така брзо растат во овој период. Значи, ова е после периодот на доенечката возраст, се најбрзите, скоро, освен интраутерино, се најбрзите расти на децата и секако пубертетот кај момчињата завршува со првата ејакулација. Созревањето сексуално. Така. Радмила, децата се менуваат физички, но настануваат и промени во однесувањето. Може ли детето, кога ќе влезе во пубертет, одеднаш да изгуби интерес за своите играчки, например? Или пак да нема веќе повеќе потреба толкова да се гушка со своите родители? Па, мислам дека тие промени се видливи на психичко ниво, нели? Ние, како што рековте и како што нагласи докторката, некако се следи психичкото со физичкото, се следи, се надополнува, се надоградува. И во таа насока сите телесни промени практично некако се рефлектираат и на психичкото восприемање на промените. Секако дека може да настане нагла промена на интересот, но може во вклучително таа промена да настанува и постепено. Зависно од тоа на кој начин детето влегува во пубертет и какви промени, например, искусува. Кај некои деца, веројатно и докторката ќе се согласи, пубертетот оди побавно, кај некои оди многу по-интензивно и нагласено. Ќе видиме деца кои што не се осеќаат толку многу промените нагло, кај други деца се осеќаат многу понагло промените. Тоа си носи веројатно и до промена на интересите. Воедно, јас мислам дека и пред настанувањето на пубертетот има период на припрема и подготовка на телото за влегување во пубертетот, кој што нели почнува и малку порано на некој начин, и често пати родителите доаѓајќи, например, со некои прашања поврзани со децата, кажуваат дека тоа не е истото дете. Значи, не знам што му се случило на детето, не знам што се случува, при тоа заборавајќи веројатно и на собствените процеси на пубертет, зрење, созревање, затоа што кога сме возрастни веќе забораваме на некои процеси низ живот и забораваме колку на нас лично тие процеси ни биле големо оптоварување. Она што е многу битно е дека се создава различноста тогаш. До пубертетот некако горе-долу сите растеме заедно. Нема исклучоци. Со пубертетот веќе постојат исклучоци. Се појавува срамот многу понагласено. Значи, некој се разликува од другите. Знам, сега дискутираат младиве, тинеџериве дека некој доцни со пубертетот, а некој многу рано влегол во пубертетот, што значи никако не се погодува. Низ овие што брзаат, низ овие што доцнат, низ оние што си измеѓу. Значи никако не е погодено. Но се случува ли да бидат популарни оние кои што порано влегле во пубертет, бидејќи побрзо созреале? Не. Не мора да значи така да може да некаде можеби и значи, нели, оние што подоцна влегуваат, на пример има дечиња што нели рековме од до и во секој случај подолго време се вака пониски, може тоа зависи и наследно поситни, меѓутоа во подоцнежиот период, пошто рековме од 8 до 11, од 9 до 13, дури на 7 некој може да биде кај девојчињата, мислам, го велиме тоа ран пубертет, што не е патолошки, бидејќи сите хормони пак се во ред и тие после одеднаш почнуваат да израснуваат. А порано се случува да пораснат да настане пубертет кај попуничките девојчиња, кај нив побрзо или кај одредени националности, например кај нас, кај ромите. Затоа и тие после, меѓутоа, ако почне порано пубертетот и порано завршува, и тие обично во просек имаат и малку пониска висина, меѓутоа точно тоа е кај нив ризикот што емоциите, душевната состојба можеби не го прати и групата, така, и групата. И можат да влезат они во ризици, да бидат и сексуално вознемирени, а најголем ризик поготово кај девојчињата во овој период од забременување, нели, да не останат. И повеќе они се идентификуваат, почнуваат уствари да ги гледаат тие што веќе влегле во пубертет, поготово машките, нели, малце тие се потиснати, повлечени, зашто кај нив подоцна
тоа настанува. Така е, Поглавно барем јас така е. од искуство во ординациите што доаѓаат, Така сигурно е. вие го гледате и од психолошки од оддел. психолошки оддел. Вие донесовте многу убав момент дека практично они се споредуваат многу често во групата во која што припаѓаат. Зависи од групата каква е и така и ќе се чувствуваат. Например, во одредена група каде што повеќето од децата побрзо созреваат, секако дека тоа дете кое што доцна созрева ќе има чувство на изоставеност. Од друга страна, ако имаме само едно-две девојчиња кои што побрзо созреваат за разлика од цела група, ќе се има чувство дека пак се различни по нешто. Значи, пак притисокот, фокусот ќе биде ставен, нели, на тоа зошто како сум јас различен. Она што вие го рековте е многу битно. Значи, девојчињата стануваат посвесни за сопственото тело многу порано од момчињата. И често пати тука во тој баш преоден период се случува ненамерно сексуално вознемирување, во кое што повеќе се појавува од позиција на некаква сексуална љубопитност, дека се менува телото на другиот, ама другиот не го разбира така, не го сваќа дека и треба да си постојат граници, нели, на таа комуникација, нели, момчињата заостануваат после девојчињата во развојот, а девојчињата веќе се промениле и ствараат поинаква потреба, имаат за комуникација за разлика од момчињата кои што продолжуваат, нели, се уште, ајде кажеме, детски да комуницираат и да не ги почитуваат границите на девојчињата и тоа може многу лесно да порасне, тоа што го рече и докторката, во еден вид на сексуално вознемирување кое што може да влијае врз повлеченост кај тинеџерката еве и на некој начин неможност да се прифатат промените во целост и да се гледа позитивно на тие телесни промени. Девојчињата се порано добиваат менструација. Подготвени ли се, докторке, за тоа? Подготвени ли се за оној предменструален синдром, PMS, кој што предходи на самата менструација, кога имаат болки и слично? Бидејќи девојчиња веќе имаат менструален циклус од 10 години, 11. Така е. Па некои и порано. 9, да. Од 9 им почнуваат, ама тоа 2-3 години ќе оди па ќе добијат. Па вака од праксата гледајќи нема па и многу да доаѓаат да се жалат на тој проблем. Веројатно си подготвени веќе, мислам и дека гледаат, читаат информации, имаат младите мајки се заинтересирани да им кажуваат и точно тој предменструален синдром бе типичен во овој пубертетски развој кај дечињата, каде што нели стануваат еве и болки, малку се подепресивни, помалку концентрирани, тоа се поблагите симптоми, се расплакуваат, нерасположени, а има и поизразени симптоми, дури ги вади од колосек, од нормалниот развој, нели секојдневно. Меѓутоа, сепак тоа е период кој што поминува и обично се јавува после овулацијата, односно 1 до 2 недели пред мезисот и после тоа завршува. Не е кај сите девојчиња, меѓутоа кај добар дел, некои сметаат дури од 20 до 80% може да се јават овакви. И тука е важно улогата на мајката да сето тоа го објасни и го припреми детето, поготоа кога ќе го види периодот во кој што ќе се очекува да настапи, нели, пубертетот или веќе ги гледа промените, секундарните полови белези, дека нешто се случува, а кога веќе ќе има мезис, ќе припреми дека може да се случи да има и такви промени пред добивање на менструација и да им се каже на девојчињата дека и првата година може да биде првата и втората да биде нередовна, кое што постепено со зрењето ќе си го фати својот тек и се јавува во определен циклус. Радмила, важно е родителите да разговараат со своите ќерки за менструацијата или пак со момчињата за она што ги очекува, првата ејакулација, например. Многу е важно, многу е битно. Бидејќи не се зборува обично за особено со момчињата. Така е, зависно од тоа колку родителот е вклучен во воспитувањето и нели на детето. Имаме родители кои што се од преголема заштита пак повеќе прават понекогаш го мистифицираат целиот процес и многу е битно да се остане многу приземјен и да се остане во склад на прашањата на детето кои што дајат од кај детето. Значи да не наметнуваме ние наши барања, прашања поврзани со нивниот пубертетски развој. Значи да сме тука да дадеме одговор онолку колку што знаеме, а доколку не знаеме,
Можеме заедно да истражиме или пак да прашаме стручни лица во врска со некои прашања, пошто родителот не може да одговори на сите прашања. Се менуваат времињата, условите се менуваат, ние не можеме секој спремни да сме. Од друга страна, па имаме родители кои што воопшто не зборуваат на овие теми со своите деца, ги табуизираат, ги оставаат децата сами да сватат, ги фрлаат во раце на врсниците, книгите, медиумите, да откријат на нивен многу по посреден начин, што според мене искрено е непожелно. Заради тоа што например, децата учат од родителите, вклучително и за тоа како се грижат за сопственото тело. А дело од пубертетот е и грижа за сопственото тело. Или пак, например, кога гледаме дека се случува тоа што рече докторката, се интензивира потта, хигиенските навики, нели, малку затајуваат. Младите, ајде да кажам, во тој момент не се толку свесни за тоа, нели, за себе. И тука е многу битно ние да не направиме баук од сето тоа, туку да ги прифатиме како природни процеси за кои што они имаат одговорност и знаат како да се грижат. Затоа што често пати доаѓаат родителите, за ништо не се грижи, јас се треба да ја подсетувам за ова. Да, ќе ја подсетувате некогаш, ама не тоа да биде толку нападно нагласено како да не знаат што прават. Значи треба да оставиме малку и они да ни покажат што знаат да прават, ама и да ни постават прашања што им е нејасно, да сме тука присутни, ама да не сме се знам јас за прв менструален циклус. Мислам, точно знам, чекај, јас ќе ти покажам. Не, нема потреба. Значи, покажувањето или интервенцијата треба да настапи во моментот кога детето бара од родителот и кога родителот нели се нуди дека ќе е тука присутен. Исто она што го донесе. Не може посоодветно е мајката да зборува со ќерката за менструалниот циклус, и таткото да разговара со синот за ејакулацијата. Меѓутоа, во моменти кога имаме недостаток на родителска фигура или едниот родител не е толку инволвиран, нели, во воспитувањето, не е окей да се разговара и од мајчина страна со синот, а доколку он има прашање или има потреба да разговара со некој, само да се намали тој момент на игнорирање на темата, на некој начин осрамување на самиот момент на разговор, на самиот чин да се демонизира, да се представува како нешто вау, нели? А родителот може да си каже границите, например, знаеш, јас не знам како е да си во машко тело, например. Ама разбирам дека си збунет, разбирам дека не ти е, како можам јас да ти помогнам, че не можам јас да кажам со моево женско тело како е да се биде во машко тело, но можам да кажам дека сум тука да разберам подобро, да го разберам, да го сватам, доколку нели во тој момент не е достапен другиот родител да ги објасни работи, или се срами или не сака да зборува за тоа, нели потребно е еден родител да биде присутен за прашањата. Докторки, за кои проблеми најчесто ви се обраќаат во педиатриските ординации родителите со нивните деца кои што се во пубертет? Кога лицето ќе се изфрли со мозолчиња, доаѓаат ли за тоа? Па доаѓаат и за тоа, сигурно тоа им представува и најголема непријатност на девојчињата. Исто така доаѓа од тебе ако доцне нешто менструацијата или ако видат едната града и расте, другата не и расте, или ако се помали вака на 8-9 годишна возраст, прашува дали тоа е нормално да се случи. Доколку забележите први знаци на пубертет кај помало дете, треба ли веднаш да се јават на ендокринолог родителите со детето? Зависи во која возраст е, например. Или 7 години. 7 години може да биде крајната долна линија на почеток на пубертет и само тоа треба да се следи, бидејќи тоа е ран пубертет. Ова го рековме од 8 нагоре во нормален временски период, ова е ран пубертет, бидејќи фамилиарно, конституционално кај некој се појавува, ќе се следи тоа, детето може да се следи на повеќе начини, ќе доаѓа кај Така обично родителите се исплашени дали детето ќе порасне, ќе го постигне својот потенцијал. Им ги снимаат на рентген шаките тогаш на децата. Тоа е, значи, кога им ги снимате на рентген, ако веќе треба да го испратиме, нормално, ако е веќе
подолната граница, веќе од 4 до 6 година, ако се појавуваат знаци на ран пубертет, во тој случај се сигурно ендокринолошки обработуваат и најчесто тоа се функционални пореметувања од централно ниво на хипофизата, меѓутоа се прават детални испитувања, еден од нив е коскената сликање на шаките, на двете шаки, каде што врз основа на зрелоста на коските, на шаките, се проценува и зрелоста на коските, која што треба да биде паралелна со годините на детето и велиме дека тој си ја прати својата крива на развој. Ако имаме случај кога веќе зрелоста покажува дека детето е нешто поназад, да речеме на 7 години, а возраста му е 8, значи има успорено растење или уште не се појавило знаците на пубертет, меѓутоа тоа значи дека тоа дете ќе порасне пак подоцна и повеќе ќе порасне отколку тоа што порано ќе биде диспропорција, има поголема зрелост отколку коскената зрелост и тие побрзо израснуваат, зашто има пубертетски веќе замах, ама и добиваат помала висина. Сепак и висината нели зависи и од повеќе други фактори, од фамилиарни, генетски, хормонски и нутритивни. На менструацијата, на првата менструација, со почетокот на првата менструација, ќе запре растот? Завршува созревањето и уствари и растењето може се продолжи уште малку, од прилика се смета на 16, кај девојчињата и на 18 годишна возраст да веќе завршува и растењето. Уствари растењето завршува со окостување на епифизите на долгите коски. Кај што е скавицата веќе се окостува и тоа тоа значи крај. Крајот, завршување на долгите коски. А се случува ли некогаш децата да влезат подоцна во пубертет затоа што се премногу физички активни на, да речеме, спортуваат интензивно? Па добро, може и тоа да се случи, меѓутоа е важно баш во овој период децата да не се, дури се смета дека и во спортот да и некои хормони можат повеќе и да се лачат, полните хормони, меѓутоа сепак може децата добро да спортуваат, меѓутоа да не се оптеретуваат повеќе во однос на тежина, дигање, поготово ова бодибилдинг што го прават, бидејќи во тој период уште на пубертет, еве незавршено растење, поготово на епифизите, може да настанат и оштетувања, кинење на рскавици, повреди на самите коски и може да се намали, да се настанат повреди и да се намали растењето кај оваквите деца. Значи се треба да биде под контрола сепак на стручно лице колку може тоа дете да вежба во тој период. Инаку секако во спортот е добробит за здравието на детето и не може да штети ако се правилно канализира и се спроведува во присуство на стручно лице. Радмила, што е типично во промените на однесувањето во пубертет? Бидејќи родителите понекогаш се загрижени како детето се променило. И тие се обидуваат да го стават под контрола, велат да го изведам на прав пат. И тука настануваат конфликти. Што е прифатливо во однесувањето, што е неприфатливо? Па се менува доста однесувањето. Знам дека првото, например, кажеме легитимна публикација на еден од познатите психолози Стенли Хол, баш зборува за адолесценцијата и ја нарекува како стрес и бура. Значи, тоа е баш тој период во кој што се изместува и тоа го кажа и докторката на почетокот, значи детето преминува практично во возрастна индивидуа, која ќе заврши нели тој процес крајот на адолесцентниот период, веќе претпоставуваме дека нели имаме, ајде да кажеме, созреана индивидуа спремна да се пушти во сите општествени процеси, да стане адекватен граѓанин, граѓанка на ова општество. Во таа насока се менува многу расположението, значи познати се силни интензивни промени во расположението, ненадејни, па можам да кажам дека тоа се, пошто докторката го спомна, интензитетот на растот во смисла на во кога се доенчиња, кога се во период на доенче, дека тогаш се случуваат најголемите промени, кога се во период на пубертет, тогаш се случуваат вторите најинтензивни промени, значи станува збор за на некој начин
буквално трансформација и од личносен момент, заради тоа што они се вртат многу повеќе кон себе, кон сопствените интереси, се обидуваат да се детачираат, да се одвојат од влијанието и контролата на родителите, се осамостојуваат, се појавуваат други интереси, се зголемуваат интересите кои што не се секогаш во склад, нели, со семејството, заради тоа што никој од нас не е спремен децата да ги гледа полово созреани. Тоа е ударот што го добиваат родителите. Ние живееме со некоја илузија дека тие секогаш ќе останат наши деца и ние секогаш ќе им бидеме потребни на нив, а практично не е така, затоа што пубертетот е првиот тест на таа родителско-детска релација, во која смисла, во смисла дека тогаш прават едни од побитните сепарации, нели, разделби во кои што детето се обидува да функционира самостојно. И затоа потребата за независност, автономија, за тоа да мојот интерес е различен од твојот интерес, да имам доживување дека не ме контролираш или не се грижиш толку за мене, дека треба да правам некои работи сам, дека тоа ми е сама, дека ми е дозволено тоа, дека родителите веруваат во своите деца до некој, нели, до некоја граница, дека ќе можат, ќе знаат да се снајдат со работите, а не само, нели, да ги надгледуваме како некои нели, она контролори на лед, дали ќе направат нешто лошо и она што ти го донесе. Прво тргаме со тоа дека нешто лошо се случува. Мислам дека тоа и кај нас и културолошки е така поставено. Промените не се гледаат како позитивни, прво се гледаат како негативни. И у суштина алармите кај родителите се палат затоа што промените ги гледаат прво како нешто страшно. Да, некако како еве нешто лошо се случува и она што ние мислам дека со текот на годините сме го изгубиле како родители е малку да бидеме во склад со нашата интуиција во однос на воспитувањето на децата. Значи, поентата не е ние да се раздалечиме со нив, поентата е да задржиме квалитет на некаков однос. Практично да не ги дистанцираме со нашите практики на контрола, постојано проверка, туку да правиме договори. Значи, веќе влегуваме во тинеџерството во процес на преговарање. Што не е лесно да се прифати, но очигледно мора. Мора. Ако Значи, не се прифати, преговори. тогаш ќе имаме ризик да ги дистанцираме децата од нас самите и они да се чувствуваат комотни да ни кажат кога Но има нешто не е ситуации во кога ред. се игра на грижа на совест. Еве, например, сите деца ќе одат, ќе излезат во град, само јас не можам да излезам. Како родителите да постапат во тие ситуации? Па тоа е многу, како да кажам, сите деца. Прво би прашала кои се сите деца. Знаеш, Ќе ги набројат. Секогаш А после ќе би има. се прашала и сама себе што мене ме спречува да и дозволам да отиде во град, на пример. Затоа што не е поентата ние да ги издвоиме децата и така мислејќи дека ќе ги направиме, нели, по-паметни или позаштитени од влијанието на врсници, секако го има. Они веќе уште многу рано се вклучуваат во Вибер групите, нели, и комуницираат. Керка ми Сабајлева во 6:30 имаше 20 пораки од нејзините врсници пуштено. Може да замислиш така да мојата контрола не е во тоа да ја ограничувам неа, како кога доаѓаат многу родители и го казнуваат детето со земање на телефон, а они всушност му го дале телефонот пред 5-6 години. И сега му одземаат телефонот. Значи не е поентата да го казнувам, да го санкционирам, да не му дозволувам. Поентата е да разговарам со него и да се договорам ако излезе што за мене е прифатливо, што за тебе е прифатливо, да има сила да се спротистави кога некојаш мисли дека не сака да продолжи со таа игра или не сака да биде вклучено во некои други комбинации и мораме да сме свесни дека влегуваат врсниците како битен фактор на социализација нивна. Значи не можеме ние да знаеме се кои се тие врсници и како они лошо влијаат на нашите деца, нели нашето дете е најмирното и нели како да кажам, најмногу не слуша нас. Мислам, треба да му дозволиме некоја слобода да експериментира, но во рамки на нешто што е и за нас прифатливо и што е договорено. Да им се дозволи да пораснат. Значи ја не сум за казни воопшто, јас сум за ограничување во случај да утврдиме дека не се почитува одредено правило на однесување, тогаш треба они да знаат и како ќе бидат санкционирани, ограничени. Нашите ограничувања не треба да дојдат во момент кога ќе се случи
делото. Треба да разговараме што ако се случи, што за тебе, нели, они знаат, они точно знаат што за нив би била најсоодветна ограничување, ајде да го кажеме, не би го искористила зборот казна, но треба повеќе да се разговара со нив. Ние мислиме дека они знаат, разбираат, сега сваќаат колку јас сум уплашена. Кој од родителите рекол, мене ми е страв, нели, дека од тоа и тоа, туку ние сите влегуваме во контрола наместо да признаеме дека ни е страв за некои работи, нели? И имаме право на тој страв, но не по секоја цена да со тој страв го ограничиме движењето нивно во некоја нормална врсничка интеракција. Многу од децата се незадоволни од својот изглед во овој период. Од различни аспекти се јавуваат ли анксиозност, па депресија, па се јавуваат ли потоа кај педијатар, ги преупатувате ли на психолог? Токму тоа сакам да кажам, дека освен овие вака видливи промени, имаат и психолошки промени, мада родителите повеќе гледат што еве физички се, ако нешто отстапува од нормала, како што е на пример и гинекомастијата кај машките деца, односно растење на градичките кај машките, и одма прво тоа им паѓа во очи и ќе дојдат. Види колкави гради има, што му се случува, како му се случува, всушност тоа е. И тоа е дури една бенигна појава која што се јавува во тој пубертет заради несразмерност на естрогените и машките и тестостеронот, хормоните, дисбалансите настанува. Меѓутоа таа е кратко трае, за 1 до 2 години поминува, за разлика на псевдогинекомастија, каде што повеќе има масно ткиво кај оваквите деца во тој период. И затоа доаѓаат еве и заради тој несразмерен раст. Повеќе растат прво долгите коски, растат стопалата, шаките, па долгите кости, после другите делови на телото, па тие се малку трапави децата, не се задоволни од изгледот, имаат бубулици, па тие влијаат секако и на емоциите, нестабилни, повеќе разразливи машките, малце, па се оддаваат можеби и на пушење, на земање на алкохол, ако паднат во полошо друштво, може и по дрога да посегнат, и тепачки имаат, не знам, во последно време имаме и доста тепачки во групи, се договараат, се тепат, па ќе го донесе мајката и степано, значи има и психолошки проблеми, и ние во тој случај, тука се нашите психолози, сепак од стручно лице бараме помош и ги препраќаме, или кај девојчињата се случува повеќе да се повлечени во себе, и на училиште има пример сега задните месеци на едно девојче што вика во школа мене никој не ме сака. И мајката дури настроена кон тоа еве не ќе да разговараат со неа, девојчето не сака да оди на училиште, што нели да правиме понатаму. И прво да ја разбиеме на темата. Што се преземе во овакви моменти? Имаме уште 1 минута, Радмила, кога детето е премногу повлечено и кога има еве ваков проблем кој што воопшто не за занемарување, во пубертет, повлекување, незадоволство, другарите не ме зависи од сакаат. повлекувањето. Некое повлекување е многу природно и во склад со самиот процес на Значи не секогаш треба да биде причина за загриженост. Некогаш и родителите знаат да алармираат и на најобично повлекување, прават секакви сценарија дека тоа е момент да сега имаме подем на self-harm, нели, самоповредување, значи имаме појава на поголема депресивност, анксиозност, обсесивно-компулсивност кај деца многу поран почеток отколку порано, но тука е влијанието и на медиумите, веќе се нормира некоја, нели, некаква, како вика, дисфункционалност, малку се прави како да е популарно, да си малку поразличен, малку да си неуродивергентен, да си различен, да си недостапен, да си непристапен, значи, но од друга страна треба да се следи таков тип на повлекување, затоа што родителите најдобро знаат кога веќе тоа станува несвојствено за нивното дете. Детето може да се промени, но не толку многу. И често пати, например, гледам како проектираат, само што детето ќе промени начин на израз. Например, почнува да се облечува повеќе со црно. Не знам што луѓево не ја сакаат црната боја. Ги вознемирува тоа. Ги вознемирува многу. Ги асоцира за нешто негативно. Така е. Менјат имидж на коса, на флизура, почнуваат да се дружат со слични такви. Веднаш реагираат, алармираат како да е многу
страшно и многу негативно. Така да тоа се нивни проекции. Треба да се испитаат проекциите на родителите како, нели, што се случува, дали на вистина е така, и често пати се гледа дека кога ќе се стават на маса работи, кога ќе разговараат со детето, дека не е всушност толку страшно, а понекогаш и на вистина треба да се адресира тоа повлекување. Затоа што може да ескалира во некакви, како да, но мора да кажам дека чинот на самоубиство, себе повредување не настанува туку така. Преку ноќ. Преку ноќ. Има знаци кои што може да се забележат. Да, и треба да се адресира. Ама тоа е исто прашање што се случува во семејната динамика. Значи не е само пубертетлијата или адолесцентот, туку цела семејна динамика практично го креира тоа. Многу сложено, може би цела емисија треба, Радмила, да посветиме на ова. Имам уште навистина многу прашања. Јас ви благодарам што гостувавте денеска во денешната Телма амбуланта на оваа исклучително интересна тема, бидејќи кога има дете во пубертет во семејството настануваат бројни промени и беше убаво да се знае што е нормално, што е отстапување и како да се поставиме во овој животен период на нашите деца. Ви благодарам многу за гостувањето. Благодарам и на вас. Радмила Живановиќ, психолог, психотерапевт, и доктор Митка Тренчева, педијатар, беа гостинки во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте.